добре дојдовте во уште едно издание на Кво Вадис. Доста интересни работи не очекуваат периодов. Тоа веќе и некако напразно веќе ви го вртам како празна слама. 300 работи. Што е ова по маса? Еве, кога нема домаќинка, кога е на домаќинот беќариште и така, раздурај, фрлај, гаќи и чорапи ондека фрлени. На што личи ова, Бог дачува? Со кого си имате вие работа? Со кого јас и... Ај вие ќе ми исклучиш. Ама јас што не можам од себе да избегнам? Шега на страна. Океј, драги мои пријатели и пријателки, моето внимание беше усмерено периодов повторно на Соединетите Американски држави и тоа што таму се случува. Како што ви кажував дека нели трката за тоа кој ќе биде председателски кандидат на републиканската партија се уште се вжештува и се уште не е јасно, но очигледно е дека тоа ќе биде Доналд Трамп. Но ја не би идел толку за Доналд Трамп, колку што се во ова пак ќе биде врзано со него. Нема избегнување, затоа што се во ова што се случува таму, буквално на цел свет се спроведува. Имено, кризата во Тексас. Тексас е во голема криза поради тоа што, како рече гувернерот на Тексас, Грег Абот, изјави дека дневното преминување и влегување на имигранти во Тексас е по број е исто колку што доаѓаат во северните држави и во Њујорк заедно за еден месец. Значи, ние збориме за една абнормална цифра, абнормална бројка, која едноставно луѓето си сватиле дека ќе им ја загрози државата и едноставно се креваат веќе да се самоорганизираат. И сега што е проблемот? Централните власти даваат насоки да им се овозможи непречен влез на сите легални имигранти. Непречен влез. Што значи тоа? Тоа значи дека јас и вие, ако отидеме кај Мада Магелер горе на Калето, можеме да се молиме само да влеземе за да аплицираме за виза, ќе ни земат пари и секако и брисо данус, но нема да знаеме дали ќе добиеме виза. Ако сами отидеме, ние да речеме на Њујоршкиот аеродром, слетаме таму, сте го гледале Терминал со Том Хенкс? Епа, тоа е тоа, дечки. Но, ако отидеме малце така се испечеме на сонце и преминеме преку граница, како се викаш, Хозе или Мухамед или Абдула, нема проблем. Не само што ќе бидете што ќе ви биде дозволен влезо. Ќе добиете транспорт, ќе добиете храна, ќе ве сместат или во училиште или во хотел. А дури гувернерите кои се од Демократската партија ги повикуваат граѓаните да ги вдомат во своите домови. Замислете таа перверзија. Ја можам ова да го разберам и е разбирливо во оние ултракомунистички системи како што беа во времето на Берија и Сталин, како што беа во црвените кмери. Тоа се такви каде што, нели, потполно идентитетот ни собственоста да се губат во името на некое подобро. А што е подоброто? Еднаш ви кажав, еве ќе ви го повторам, погледнете го филмот Бандите на Њујорк на Мартин Скорцезе. Значи, феноменален филм. Изворедна глума, акција, све ќе уживате, но ќе ги видите како партиските представници стојат на доковите на Њујорк, каде што пристигнуваат бродовите и, нели, и од нив излагаат мигрантите, им даваат пари и им даваат инструкции за кого да гласаат. Дали разбирате дека на демократите им е јасно, исто како овие наши овде, дека еден нормален човек, еден американец, еден македонец нема да ги гласа заради политиките кои ги тера, но се надева дека ќе протнат закони со кои ќе им се дозволи на имигрантите да гласаат или да прават притисок или што ти ја знам, како и да е. Они често па велат имигрантите се немојте така затоа што имигрантите ќе ја помогнат економијата на земјата. Па чекај бе, ако тие не можеат да си ја помогнат економијата на собствената земја, како ќе ја помогнат економијата на Соединетите Американски држави, на нас, на Германија, на било кого? Такви абсурдни работи проговараат и трескаат
И тоа поминува ке нивните гласачи, затоа што тоа е лоботомирана маса која спремна е светот да го уништи, само нивните да останат на власт, поточно никој друг да не дојде на власт. Ја имав неколку објави за Елон Маск. Значи, да ја довршам оваа работа, бидејќи уствари не можам да ја довршам за Тексас ќе го следиме. Моето мислење што е? Тексас нема да се одвои, граѓанска војна нема да има, затоа што, да речеме, одбранбените сили, Homeland Security, шерифите, ренџерите на Тексас одбиваат наредбите да се тргнат од граница и да пуштат, ама слободно да помине кој колку сака. Што е апсурд на една држава? Зошто тогаш имаш држава ако немаш заштитени граници? Мислам, нонсенс. А ваму таа иста администрација бара строга поделба на Израел и Палестина. Дволично. Не е проблемот во Америка. Проблемот е кој владее во Америка во моментов. Има таму здрава клика кој едноставно заради тоа што со роспиите дозволија, и тоа е вина на републиканците и на десницата, со роспиите, NGO-ата и разните такви чирови, гноеви и херпеси да завладеат со медиумите. Кој владае со медиумите, тој владае со се. Исто како и кај нас. Но, војна нема да има. Нема да има таква криза, ќе има напнатост до пукање. Зошто велам дека нема? Не сум толку добар познавач, не сум толку добар аналитичар, но одлично знам англиски и доста читам текстови, па излекувам заклучоци. Но едно знам, Југославија се распадна кога прекинаа парите. Кога секнаа парите, прекина и Југославија. За Европа велат едно 15 години и гости ке мене, готова Европа, Европа пропаѓа, не пропаѓа. Не пропаѓа Европа. Европа ќе пропадне кога ќе снема пари. Дали ме разбирате? Советскиот сојуз, СССР, пропадна не заради политика, не затоа што Америка ги утепа. Уствари, они ги утепа, ама на многу посуптилен начин. Им снема пари. Овие го дигаа стандардот на населението, таму заради незадоволство за роба за широка потрошувачка и чувството на некаква демократија, која гледаа преку разноразни серии, имаше се поголем притисок и нормално требаше да дојде до некаква перестројка и таа дојде, но не успеа да се ги задржат базичните. Сега се враќаат малку од малку, но да се вратиме. Тексас нема да се одвои се додека има огромен интерес од тоа да остане во рамките на Соединетите Американски држави. Но што се случува? Имено последниве 10 години, ако гледате дека се шифта начинот на работење на пазарот. Ако една Калифорнија сега наликува се повеќе и повеќе на доцна Југославија, која беше социјалистичка творба, каде што фабриките, државата не водеше грижа за фабриките, туку водеше грижа за работници. Дај плата, ама немам пари, не ме интересира како знаеш и умееш да даеш плата. И тоа беше приоритет за да се задржи социјалниот мир. Нешто слично е во Калифорнија. Таму, например, се повеќе се удира по капиталистите, по оние кои создаваат пари, по оние кои создаваат и креираат работни места. Знам дека тоа не ви се допаѓа, знам дека вие сакате они да имаат исто плата колку и вие, ама знаете како, имајте ги неговите пари, па да видиш дали туку така ви се даваат во смисла. Затоа што вие со вашиот успех и вашата заработувачка отварате нови работни места. И сега ви доаѓа државата, дај ми данок, 30% данок, 40% данок, 50% данок, данок за електрична енергија, данок за ова, данок за она, данок за све, и ти се викаш, дечки, thank you and fuck you. Што направија голем број на компании? Се одселија и се вселија во Тексас. Зошто? Тексас од целава планета го има најблиску до оној либертаријански начин на работење на пазарот. Затоа Тексас е најбогат, затоа Тексас е најак. Затоа Тексас има најголеми граѓански слободи во Соединетите Американски држави. Но Тексас се уште има огромна сметка и рачуница да остане во рамките на Соединетите Американски држави. Но
Komu mu odgovara nezavisan Teksas? Pazi, treba da se praša. Komu mu odgovara Teksas da se napravi nekakva vojna i Teksas da se odcepi od Sjedinjenih Američkih Država? I sad vi nešto se busate u grudi, tako je, neka vidat oni što ni napravio su Jugoslaviju. Poleka malce, hold your horses. Znači, ima tuka dobra prikazna, koji saka. Na republikancite i tije što negi sakate prokapitalistički, njih nema odgovara. Znači, kapitalistot, korporacijata, saka pazar koji je miren, saka pazar koji može da kupува, da plasira proizvodi. Бидејќи војна, немир, граници, царини, сето тоа го намалува профитот. Ниф им треба глобално, а не разделно. Втора работа. Ако Тексас се отцепи, Америка ќе изгуби најголемата сила централа на она што остана како здрава десница, како што она што е најголемата сила на републиканците. Што мислите? На демократи во Вашингтон, уво им чуе ако си отиде. Петка ќе си пукаат ако, ја не аналитички, ама малку на човечки, нели, кафански муабет, буквално на маса у кафана ви го кажу, дека они би биле живи среќни Тексас да го нема, за да имаат една држава која страобално им ги ремети изборните резултати, а изборите се тука. Трамп е тука. Не се глупи, читаат рейтинзи, растура во рамките на републиканската партија која му остана само Ники, која секоја и чест на жената, затоа што добро е што му се спротивставува и треба од земја да го ака, отие стварно, арогантно, копиле. Од друга страна, апсолутно ги почитувам делата, затоа што е бизнисмен, бизнисмен и затоа што донесува одлуки кои се од интерес на сите, од интерес на пазарот. Пазарот ви реков, бара мир, бара спокојство, не бара војна. Дури војната индустрија не и треба војна, затоа што тогаш не работи со профит, работи под принуда да мора да произведе оружје, а дали ќе биде платено отом потом. Дали разбирате дека токму на оваа врхушка соросоидна, на оваа чорба, на оваа супа од длабока држава, не и одговара Тексас да остане во рамките на Соединетите Американски држави. Ако се одвојат, супер, терај, thank you and fuck you. На изборите ќе ги немаме. И што мислите? Како ќе победуваат? Бомбона. Размислете за ова, иако е моево вака лефтерно, но верувајте дека читав барем 4 или 5 извора околу оваа проблематика. Секако, најмногу од Соединетите држави, од Русија и од Кина. Затоа што Русија и Кина не хейтаат што се случува во Америка. Ги читам многу внимателно како ја следат ситуацијата во Америка. Туку знаат дека мора да има некаков еквилибриум. Не може некој да го победи, да го згази, другиот да исчезне и ние ќе победиме праведните. Тоа има само Господ кој ќе дојде. Мора да постои баланс. Ако се дебалансира, тогаш имаш криза. Ако имаш криза, таа лесно излегува од контрола и после не можеш да ја вратиш. Имавме голема криза кога се распаѓаше источниот блок. Но очигледно дека Русија и Истокот имаа доволно сенс да не ја усерат работата глобално. За овие не се знае. И на крај, Елон Маск, често пати пишував за него и објавував. Знаете што коњопоиве што изиграваат интелигенција човечка, не се ни вештачка, ми рекоа, зашто ја напишав дека Елон Маск е еден од најомразените личности, најнапаѓани личности во Америка. Ми рекоа дека, како не ти е срам вака да трескаш глупости бе свињо дебела, кога Елон Маск огромни пари добива субвенции. Драги мои читатели и коментатори, кои обично читаат само наслов и тој не го дочитуваат, да ви кажам дека на судскиот спор кој го водеше во сојузната држава каде што е седиштето на Тесла, тоа не е Тексас, туку седиштето, сојузната држава е должна на Тесла затоа што произведува
електрични автомобили, а државата субвенционира производство на електрични автомобили. Му должеше 56 милиарди. И сите лиферуваа, ете го, ке ги лапне парите ги лапа, гледај, како му даваат аваму против ова, против она. Па судијата донесе одлука да не му се исплати. Од 2018 па наваму. 56 милиарди долари. Елон Маск веднаш ги стави на гласање и ги праша на X или бившиот Твитер, неговата платформа, дали Тесла треба да се пресели во Тексас. Преку 1.200.000 гласачи, а 140 милиона наблюдувачи, а со 1.200.000 гласови гласаа да се пресели Тексас од сојузната држава и неговото седиште да биде во Тексас. Затоа што сигурно дека Тексас ке многу пофер ке игра спрема него. Сега само треба да се соберат акционерите и да ја донесат конечната одлука, бидејќи колку и да е позитивна јавноста, акционерите, тие што вложуваат, тие ја носат конечната одлука. Ја му посекам се најдобро, бидејќи е најдобрата особа која и политички и научно ни се појавила од Никола Тесла па до ден денеска. Само затоа што на вистина, колку и да изгледаат неговите работи чудни, маргинални, опасни и така натаму, он на вистина го сака човештвото. За разлика од неговиот опонент Џорџ Сорос, кој буквално, искрено го мрази човештвото, ги мрази луѓето. И ова да ви кажам дека ама многу се разјадов буреке, стварно не знам дали ќе стигне емисија. Владо, кај ќе ме стисне човече, нешто, како оние реклами на крај, знаеш, она, во случај да консултирате се со лекар, адвокат, фармацевт или со Господ. Амин. Се шегува. Океј, тоа е тоа од прилика. Тесла, ако се пресели, ќе биде добро. На американците на север ќе здивнат, затоа што повеќе не е нивни, не го контролираат. Они мислеа дека со субвенциите ќе го натераат да биде барем малку неутрален. Не, он е против демократите и нивната политика, политиката на Бајден и опасноста која се случува на границите на Америка, каде што се потполно порозни. А централната власт бара и интервенција на војската за да дојде на границите да се судри со граничарите, ренџерите, цариниците на одредени држави за да им дозволи. Перверзијата е уште поголема. 4 имигранти на камера го гледа видеото, нема да ви го пуштам, дегутантно е. Претепуваат полицаец. 2 полицајци ги претепуваат. Ги фаќаат, ги носат на суд, судот никакво обвинение, нема депортација, ги ослободува од секој обвинение и уште им дадоа карти да си идат за Калифорнија. Кога излегоа од судницата, тепачите, насилниците, ѓубрињата, криминалците, вака отпоздравува. Епа, дечки, драга Америко, кукавме долго време дека тие окоти Македонија ја користат како тренинг граунд за тоа што ви се случува вас. Господ нека ни е на помош, затоа што еден ден ако дојде од озгоре и рече кво вадис, што ќе кажете? Поздрав!